Добро утро, Вести ВОС. Мерки за предпазливост од судија на претходна постапка доби претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата поради случајот Адитив. Првата антикорупционерка остана без пасош, но нема да може да врши и работни активности во антикорупцијска комисија. Кривичниот суд изрече мерки за предпазливост на Татјана Димитровска, откако таа стана ново осомничена во случајот Адитив, предмет поврзан со тендери за набавка на адитиви на ТЕЦ Неготино и ЕСМ по нереални цени. Димитровска според потврда од јавното обвинителство се сомничи дека со умисла ја искористила својата функција и одала службена тајна со тоа што во повеќе наврати споделила податоци на осомничено лице во предметот Адитив во врска со истрагата. Како службено лице, председател на ДКСК, од месец мај до месец декември 2024 година, на неповикано лице обвинето во предметот Адитив на друг начин, му сторила достапни податоци кои согласно членот 25 и членот 50 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, како и членот 289 од ЗКП, представуваат службена тајна. Таа преку својот службен телефон и апликациите Viber и WhatsApp му давала податоци на обвинетиот за поведените постапки за отварање на предмети против сега обвинети правни физички лица во предметот Адитив и одлуки по истите, како и податоци за проверка на имот и неговото семејство. Со своите действија таа открила податоци што согласно закон се сметаат за службена тајна и чие откривање може да има штетни последици како за службата, така и за постапките што се водат пред ОЈОГОК, стои во соопштението на обвинителството. Неофицијално, Димитровска споделувала службени информации за истрагата со поранешниот директор на ТЕЦ Неготино, Небојше Стојановиќ, со кого имала контакт уште од претходните нејзини работни позиции, кога правела ревизија за работата токму во ова предпријатие. Обвинителството доказите против претседателката на антикорупцијска ги обезбедило преку извлечени електронски докази од досегашната постапка, односно со вештачење на телефони и електронски уреди на веќе осомничените. Заедно со Димитровска случајот Адитив е проширен и со двајца други осомничени вработени во правните лица кои се дел од истрагата. Се работи за вработена во ТЕЦ Неготино, која исто така оддавала службена тајна на осомничен во предметот, со тоа што ја испратила наредбата од обвинителството до ТЕЦ Неготино за доставување на податоци поврзани со набавката на мазут. Осомничен е и вработен во една од фирмите, кој според обвинителството помагал на управителите на овие фирми да ги изиграат постапките за јавни набавки, а во 84 наврати добивал пари на име патни трошоци од самата фирма, пари кои биле стекнати токму преку овие незаконски тендери кои потоа ги вадел како готовина за да се прикрие нивниот тек. Досега за случајот Адитив се осомничени над 30 лица, меѓу клучните осомничени и екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски кој е во бегство. Осомничените се товарат дека го штетиле буџетот за над 6 милиони евра. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Поради злоупотреби при одредување туѓа нега и инвалидски пензии со истрага на јавното обвинителство опфатени се вкупно 49 лица. 23 приведени е исходот од вчерашната акција на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и Бирото за јавна безбедност поради сомнение за злоупотреби со финансиска помош за туѓа нега за лице и за инвалидски пензии. Поранешна докторка од клиниката за уво носи грло во Скопје во центарот на шемата. Како што соопштија двете институции, таа формирала две криминални групи кои добивале мито, а за возврат лажирале медицинска документација и ги воделе постапките за обезбедување на социјалните права. Во шемата влезени биле и лекари од уво носи грло, неврологија, ЈЗУ општа болница Велес, психијатрија, но и вешто лице, членови на Комисијата за оцена на работна способност, адвокат, но и други службеници. Постапките за остварување на правото за туѓа нега оделе преку Велес. Барателите давале мито кај матични доктори од овој град. Без воопшто да се појават на лекар биле креирани и издавани документи за фиктивни упати, прегледи, отпусни листи, медицински извештаи, контроли, психолошки тестови, конзилијарни мислења, потврди за медицински помагала и друга медицинска документација. Токму таа документација се користела во постапката за митаџиите успешно да добијат право на туѓа нега. Паралелно,
Истата поранешна докторка од Уво носи грло, заедно со член на комисијата која утврдува неспособност за работа при Министерството за труд и социјала и уште 12 други лица на идентичен начин земале мито од барателите, а за возврат воделе успешна постапка за тие да добијат инвалидска пензија. При вчерашните претреси пронајдени и одземени се 110.000 евра, 65.000 денари и 100 долари, повеќе мобилни телефони, нотеси со податоци на должници, но и разна медицинска документација и повеќе факсимил печати. Министерот за здравство дава поддршка на истражните органи да го исчистат здравствениот систем од корумпирани лекари. Знам и јас имам информации дека има такви феномени, не сакам да генерализирам, не се сите доктори, меѓутоа таму кај што постојат сомнежи, ги поддржувам со сета почит и стоиме како Министерство за здравство тука да им помогнеме во сите вакви акции за да се исчисти со криминалот и корупција. Во истрагата опфатени се вкупно 49 лица. Осомничените ќе се гонат за вкупно 5 кривични дела, а јавниот обвинител од судот бара притвор за 12 осомничени. За тројца бара куќен притвор, а за останатите предложени се мерки на предпазливост. На почетокот на месецов, за мито беше приведен и директорот на болницата за геријатрија, кој беше фатен како прима 20.000 евра за да смести пациент. Даниел Василев, Сител телевизија. Истрагата за траједијата во Кочани беше во фокусот на пратеничките прашања во собранието. Опозицијата бараше одговори од премиерот. Дали свесното и тенденциозно разводнување на истрагата е со цел да се попречи правдата и да се заштитат актуелни функционери кои се директно виновни за непосредните причини за пожарот? Истрагата ја води јавниот обвинител. Не јас, не владата. Ако јавниот обвинител одлучи дека мене треба да ме приведат, еве тука министерот за внатрешни работи, нека ме приведат, одма истиот момент. А јас тие, како председател на владата, што ќе ги одреди јавниот обвинител дека треба да се приведат, заедно со министерот за внатрешни работи, ќе ги вадам за уши. И ќе ги приведувам. Ама не само за овој случај. И оние заборавените, за модуларната, за ласкарци, за Беса Транс, за сите. Немате мислите како ќе се заборави тоа. Бидејќи немате друга тема, не знаете што друго да зборувате, нормално, и единствената тема е да ги злоупотребувате чувствата на албанците. И да испраќате политички пораки. Немате вие друга тема. Ако некој треба да се извини, вие треба да го искористите тој момент. А јас се извинувам што на вистина оваа држава порано не ви испратија во опозиција. Вие само пиар флускули се обидувате, а на второто за мускулите за тоа, ќе одговорам на второто прашање. Станавте и судија, менувавте ставови, влечевте луѓе за уши, алудиравте на албанците бидејќи арбор адеми и реков човечки е да барате извинување. Превирањата во владината коалиција за сега не се одразуваат на состојбите во парламентот. Таравари вели дека го чека ставот на премиерот, иако не е потребен на владата, ќе ја напушти. Владата ја го прави премиерот. Доколку премиерот, јас сум разговарал со премиерот, повторно те разговараме, доколку тој смета дека Алијанса за албанците не треба, ние немаме никаков проблем. Меѓутоа, мислам дека Алијанса за албанците во моментот треба, меѓутоа, доколку донесат таква одлука, немаме никаков проблем. Ние, како политичка партија, одлучиме да излеземе со собствени советнички листи, исто како што одлучи и знам да излезе со собствени советнички листи, меѓутоа, да има меѓусебна политичка поддршка со ВМРО. Исто и ние понудивме на Од 450 апликации, повеќе од 330 проекти се однесуваат на подобрување на патната инфраструктура на вториот повик за финансирање на инфраструктурни проекти со пари од унгарскиот кредит, додека дел од нив се за подобрување на животната средина, изградба на училишта, градинки и спортски сали.
Вкупно 63 општини со 450 проекти досега се пријавиле на вториот повик за финансирање на инфраструктурни проекти со пари од унгарскиот кредит. Најголем дел од апликациите се за реконструкција или изградба на патишта. Од досегашните 450 апликативни формулари кои што се пристигнати заклучно со вчерашниот ден, повеќе од 330 проекти се однесуваат на подобрување на патна инфраструктура. Имам изградба на училишта, градинки, спортски цали, така да навистина е широк диапазонот на проекти кои што се добиени досега. Рокот за пријави истекува на 30 април. Досега 36 општини веќе побарале пари колку што им следува, а 27 може уште да поднесат барања. 17 општини пак не доставиле ништо. Меѓу нив се Битола, Струга, Центар, Сара и Чаир. На располагање се ставени околу 250 милиони евра. Крајниот датум за изведба на проектите ги одредуваат самите општини. Од првиот јавен повик, 251 се со склучен договор, 251 проект се со склучен договор, 140 се веќе воведени во работа, 30 се целосто завршени, 33 проекти се во постапка на тендерирање во насока на избор на изведувач и само 4 немаат отпочнато постапка. На првиот повик беа одобрени 288 проекти на 78 општини со вкупна вредност од над 73 милиони евра. Мартин Арсов, Сител телевизија.